Добар ден, почитувани. Во наредните 50 на минути следува најновата телма амбуланта. Зошто кога сме под стрес, шеќерот во крвта се качува? Може ли нервозата да не направи диабетичари? На оваа тема денеска зборуваме со доктор Билјана Тодорова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Останете на телма. Дали стресот, неспиењето, неправилната исхрана, отсуството на физичка активност може да го покачи шеќерот во крвта и да станеме диабетичари? Ова прашање ќе го патиме на денешната гостинка, асистент доктор Билјана Тодорова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Докторке, добар ден и добре дојдовте во емисијата. Добар ден, Марија, ви благодарам за поканата. Навистина ми представува задоволство да бидам дел од оваа прекрасна емисија. Ви благодарам и вам за учеството во неа. Докторке, дали е вистина дека кога сме под стрес се качува шеќерот во крвта? Да, одлично прашање. Стресот е една состојба која што можеме да кажеме дека доста често се случува во секојдневниот живот, без разлика дали станува збор за психички или физички стрес. Во тој случај во човечкиот организам се покренуваат низа компензаторни механизми за да во наводници се спаси човечкиот организам. Без разлика, како што веќе споменав, дали станува збор за психички или физички стрес. Значи, настанува едно срцебиење, тахикардија, покачување на крвниот притисок, една прераспределба на целокупната циркулација во мускулите, но од ендокринолошки аспект имаме една цела каскадна реакција, започнувајќи со активација на хипоталамус, хипофиза и активација на надбубрежната жлезда, се излачуваат оние добро познати стрес хормони, адреналин, норадреналин и кортизол. Така што лачењето при стрес на овие стрес хормони од надбубрежната жлезда водат до покачување на шеќерот во крвта. Адреналинот делува да натрупаниот шеќер во форма на гликоген го мобилизира до глукоза како едноставно гориво и нутритивен материјал на човечкиот организам, а па кортизолот доведува до зголемено создавање на глукозата во црниот дроб. Сето тоа се механизми кои што при зголемена активација на овие стрес хормони го покачуваат нивото на глукозата во крвта, ја покачуваат инсулинската резистенција. Сите овие ризици комбинирани со нездрав начин на исхрана водат до предиабетес, па и до тип 2 диабетес. Многу луѓе велат дека живеат под хроничен стрес. Што тоа значи за нивното здравје? Хроничен стрес е токму ова што го наведов од ендокринолошки аспект. Меѓутоа, верувајте, многу механизми во човечкиот организам се активираат, се активира симпатикус, просто кажано, за да обстане тој човечки организам во тие услови на стрес. Луѓе кои што секојдневно живеат со хроничен стрес, кои што секојдневно се изложени на сите овие претходно споменати состојби, на вистина стресот може да биде тригер фактор доколку се искомбинира со начин на живот, значи нездрава исхрана, намалена физичка активност, големен седантерен начин на живот, обезност, генетска предиспозиција. Стресот самиот по себе не е фактор за добивање на диабетес, но, како што велат и самите пациенти, во одредена стресна ситуација може да биде тригер фактор да тој пациент или човек добие диабетес. Многу често слушаме во нашите амбуланти, имав стресен период на работа, на факултет, на училиште, имав сообраќајна незгода, имав ковид, и тоа е стрес на организмот, вирусна инфекција проследена со стрес, каде што сето тоа искомбинирано со сите овие компензаторни механизми кои што се случуваат со целокупната активација на сите овие стрес хормони од надбубрежната жлезда се тригер да токму во тој момент на особено хроничен стрес, на хронична инфламација во организмот, се диагностицира диабетесот. Сметате ли дека стресот и воопшто нервозата се потценети како ризик фактор, бидејќи не може да се забележат на анализа? Токму така, се потценети. Многу малку луѓе бараат помоши од стручни лица, психолози, психијатри, живеат во тој хроничен стрес, доведуваат и до брнаут како хронична последица на тој стрес. Меѓутоа, како што веќе споменав, да, стресот е сериозен имуномодулатор,
сериозна ситуација, психичка, физички стрес, без разлика за каков стрес говориме. Многу почесто е можеби психичкиот стрес, нели, во ова брз начин на живот, брзо темпо на живење, за да биде практично тригер за започнување и дијагностицирање на дијабетесот. Со психотерапија, медитација, некои методи за релаксација може да се стави под контрола нивото на шекер во крвта? Ние многу пациенти, особено пациентите со тип 1 дијабетес, па и пациентите со тип 2 дијабетес, ги советуваме да се јават на психијатар, бидејќи дијабетесот не е дневна ситуација, тоа е 365 дена во годината, како што велиме. Бара грижа, бара соодветна исхрана, бара соодветни третмани, соодветни контроли. Значи, навистина, бара време и, како да кажам, тој пациент треба да се посвети на својата болест. Сето тоа не сите, но дел од пациентите ги оптоварува и им предизвикува дополнителен стрес во целокупното живење. Многу често кај некои пациенти кај кои што потешко постигнуваме соодветна гликемиска контрола, да ги советуваме да се јават и на психолог или психијатар. Некаде психотерапија, разговор, јога, вежбање, аеробни вежби, пешачење, каде што е потребно. Некаде е потребно вклучување на фармаколошка подкрепа, односно примање на лекови, секако по индикација на преглед од психијатар, стручно лице. А колку сон му е потребен на организмот за да го држи шекерот под контрола? Сонот е навистина многу важен за нормално функционирање на човечкиот организам и за да еден човек биде практично здрав. Последниве неколку години Американската асоциација за дијабетес нарушувањето на сонот го класифицира како сериозен ризик фактор за добивање на дијабетес. Сон практично е потребно помеѓу 7 до 9 часа, оптимално за возрастна индивидуа. Во детската популација, зависно од годините, нели потребата за сон е поголема, просечно околу 8 часа, збориме за возрастната адултна популација. Но при губиток на сонот се случуваат токму овие стресни компензаторни механизми кои што ги споменав претходно, да не ги споменуваме. Се активираат оние стрес хормони, кортизол, адреналин, норадреналин. Значи ненаспаноста ги активира истите механизми. Па затоа и губитокот на сонот може да регулира со покачување на шекерот во крвта наутро, ја зголемува инсулинската резистенција. Секако губитокот на сонот проткаен со сите оние нездрави начини на живот, односно намалена физичка активност, бърнаут, стрес на работа, стрес дома, обврски секојдневие, нели така натака, ја зголемува, ја потенцира инсулинската резистенција. Сето тоа многу полесно на отворена врата ги носи овие пациенти кон преддијабетес, па и до дијабетес понатака. Докторке, а дали има вистина дека ненаспаноста, односно отсуството на доволен сон, доведува до зголемен апетит и покачена телесна тежина? И тоа е точно. Прво, од физиолошки аспект, тие лица се будни навечер. Значи, со самото тоа што се будни подолго време имаат и да користат храна, нели? Се менуваат и оние адипокини, лачењето на хормоните од висцералното, од периферното масно ткиво, лептинот, грелинот. Значи, целата физиологија за глад и ситост, така? И ситост, значи целата хормонско миле, целокупните хормони се променува и да, тоа води кон зголемување на апетитот, зголемување на чувството на глад, нели? Луѓето грицкаат навечер, јадат повеќе, доцна легнуваат, помалку спијат, но покрај време траењето многу е важно да постои константен сон. Значи, нели, кога ќе се заспие, практично да се влезе во онаа длабока фаза на сонување, на сон и да се спие непрекинато. Може да се спие 12 часа со прекини, но и тоа не е добро. Значи, важен и квалитетот на сонот. И квалитетот и квантитетот на сонот се подеднакво важни. Да има 8 часа, оптимално време траење на сонот, истиот да биде непрекинат. По можност. А дали и покачениот шекер во крвта лошо влијае на сонот? Па некогаш неможноста да се одспие квалитетно 8 часа без прекин, да биде и знак дека можеби нешто се случува и со шекерот во крвта. Апсолутно. Значи, сите оние симптоми, нели, нездраво живење,
Малаксаност, слабост, замор, губиток на сонот, исто така е наведено, ноќно мокрење, значи лица кои што има повисоко ниво на шеќерот во крвта, пријавуваат, ние велиме ноктурија, значи стануваат навечер и мократ почесто. Тоа го нарушува сонот. 2-3 пати, ако се стане во текот на ноќта, веќе се губи континуитетот практично на спиење. Жет, значи стануваат навечер, пијат вода, мократ повеќе. Сето тоа се дизруптори на сонот, значи ризик фактори кои што го нарушуваат сонот, и сето тоа знаете како едно на друго одлично се надоврзува, како механизми кои што сепак водат до диабетес, или пак кај лицата кои што имаат диабетес им го влошуваат гликорегулирањето на истиот. Дали секој килограм што е вишок ја зголемува шансата да добиеме диабетес тип 2? Апсолутно, бидејќи секој килограм кога се добива како вишок е резултат на нездрав начин на живот. Значи некои лица кои што има тенденција да добива телесна тежина, најверојатно резултира со намалена физичка активност, седентарен начин на живот, нездрава исхрана, значи фастфуд исхрана, грицки, чипсови, благо, газирани пијалоци, конзумација и така натака, намалениот сол, неве го споменавме како ризик фактор, нели? Така што да, бидејќи ја зголемува инсулинската резистенција, зголемувањето на инсулинската резистенција доведува до покачување на глукозата во крвта и сето тоа исто така идентификуван телесната тежина, зголемувањето на истите, надхранетоста и обезноста како сериозни ризик фактори за добивање на тип 2 диабетес. Да не заборавиме да не одделуваме и обезноста или дебелината од тип 2 диабетесот, бидејќи таа веќе знаеме дека е класифицирана како сериозна болест и сериозен ризик фактор за добивање на тип 2 диабетес. Но можат ли слаби лица или оние кои што имаат нормална телесна тежина исто така да добијат диабетес тип 2? Апсолутно, апсолутно. Може и слаби лица да добијат, ако говориме за тип 2 диабетес, бидејќи тип 1 диабетес има поинаква етиологија од аспект на негово добивање, станува збор за автоимун диабетес, но и слаби лица кои што веќе споменатите ризик фактори ги искусуваат и ги живеат, нездраво живење, нездрава исхрана, нездрава, значи намалена физичка или отсутна физичка активност, стресови, намален сон, жени кои што боледуваат од полицистични јајници, например, генетска предиспозиција, фамилиарна предиспозиција, сето пушењето, да не го забораваме, пушењето, покачениот крвен притисок, дислипидемијата, сето тоа се ризик фактори кои што апсолутно може да водат и до тип 2 диабетес. Бидејќи ако зборуваме за тип 2 диабетес, да, тоа е болест на повозрастната популација, над 35-та година, кај пациенти кои што се пообезни, кај кои што постои инсулинска резистенција, но има и подтипови на тип 2 диабетес, каде што не доминира инсулинска резистенција, туку доминира дефицит на инсулин како патогенетски механизам за добивање на тип 2 диабетес. И обично ние веќе знаеме, нели, ендокринолозите, да оние пациенти кои што боледуваат од тип 2 диабетес и се послаби, обично им е потребно повеќе инсулин отколку орални антидиабетици, за разлика од оние пациенти кои што се обезни, каде што механизмот е инсулинска резистенција, први линии на третман и се орални антидиабетици и некако го одложуваме инсулинот кај нив. Значи има различни форми на диабетес тип 2. Апсолутно, подтипови се тоа практично, да, подтипови. Ајде да зборуваме за ризикот од диабетес тип 2 и начинот на распределба на масното ткиво на нашето тело. Да започнеме со стомачата дебелина, односно оние висцерални масти што се наоѓаат помеѓу органите. Дали навистина оние кои што имаат ваков тип на дебелина се во сериозен ризик од развој на диабетес? Висцералните масти се сериозна закана, да речам, за настанување на тип 2 диабетес. Само едно подсетување, висцерални масти се оние масти кои што се околу виталните органи. Тука спаѓа панкреасот, црниот дроб, тенките црева. Периферни масти се оние масти кои што се на подкожното масно ткиво, кои што може да се напипаат. Но од ендокринолошки аспект многу важни се овие висцерални масти, бидејќи тие доведуваат до една хронична инфламација во човечкиот организам. Доведуваат до создавање на многу инфламаторни молекули, воспалителни молекули или цитокини,
а тие лачат и адипокини или хормонски молекули, тоа се адипонектин и лептин, кои што се врзани со обезноста, врзани со апетитот и чувството на глад. Така што кога настанува таа хронична инфламација, кога се лачат овие тумор некротски фактор алфа, интерлеукин 6 и најважен патогенетски механизам е ослободување на слободни масни киселини. Тие делуваат на ниво на црниот дроб, за да создаваат и се трансферираат, се конвертираат во глукоза. И токму таа висцерална адипозност и конверзија на слободните масни киселини во хепарот се поврзани со зголемено создавање на глукоза, потенцирана инсулинска резистенција и настанување, како што веќе кажав, на предиабетес или диабетес. Од друга страна, висцералните масти има изместено хормонско миле на адипонектин и лептин. Обезноста, изголемената натрупаност на висцералните масти го намалува адипонектинот, а пак го потенцира лептинот, кој што исто така и грелинот се поврзани со настанување на диабетесот. Така што висцералните масти да се сериозна закана, но е добро што при соодветна исхрана, при соодветна физичка активност и така натака, многу полесно се губат отколку периферните масти. Но, оние кои што имаат периферни масти на задникот, на бедрата, дали се во ист таков ризик за развој на инсулинска резистенција и диабетес тип 2, како лицата кои што ги таложат мастите на стомакот? Да, и тоа е исто така идентификувана како ризик фактор за настанување на диабетесот, меѓутоа висцералните масти би ги истакнала од аспект на тие цитокини кои што ги лачат или воспалителни молекули, кои што директно представуваат етиопатогенетски механизми за настанувањето на онаа хипергликемија преку слободните масни киселини. Значи, хронична инфламација, слободни масни киселини, хипергликемија која што води до диабетес практично. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Почитувани, емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонскиот број кој што е испишан на екранот и да поставите прашање. Ние продолжуваме понатаму. Што е со жените кои што влегуваат во менопауза? Дали кај нив постои зголемен ризик за појава на диабетес? Жените кои што влегуваат во менопауза, да, и тоа може да се идентификува како еден ризик фактор за настанување на диабетесот, бидејќи паѓаат половите хормони. Се намалува нивото на естрогените, се намалува нивото на прогестеронот, расте инсулинската резистенција. Ке се жала дека им се појавува стомачна дебелина? Токму тоа сакав сега да го кажам, се зголемува стомачната дебелина, многу побрзо се натрупуваат овие висцерални масти за кои што пред малку говоревме, нели? А мислам дека доволно објаснивме што тие предизвикуваат, така да имаат поголема количина на висцерални масти. Особено жените кои ќе влезат во менопауза, нели? Обично тоа се жени кои што можеби се повеќе и дома, во пензија, повозрасни пациентки, значи зависи каков е начинот на исхрана, имаат намалена физичка активност, можеби намалени социјални контакти, да речеме, и така натака, така да сето тоа дополнително може да делува нели како ризик фактори, покрај тоа што се намалува естрогенот, прогестеронот, хормонската активност, се потенцира инсулинската резистенција, нели, за настанување на диабетесот. Кога веќе споменавме менопауза, би споменала дека и сите жени кои што боледуваат од полицистичен оваријален синдром, исто така се во зголемен ризик за добивање на тип 2 диабетес, бидејќи еден од механизмите на полицистичен оваријален синдром е токму таа инсулинска резистенција, која што многу пати ја споменавме од почетокот на емисијава до сега како механизам, сериозен механизам, и препораките се да сите жени кои што боледуваат од полицистичен оваријален синдром бидат тестирани барем на 2 години со орален глукоза толеранс тест. Затоа и некои жени кои што имаат синдром на полицистични јајници понекога се зачудени зошто добиваат третман за инсулинска резистенција за шеќер, а не полови хормони. Исто така тие жени во иднина, кога би останале гравидни, бремени, имаат зголемен ризик да добијат и гестацијски диабетес. Веднаш по вклучувањето на гледачите ќе проговориме и за ризикот од гестацијски диабетес и што тоа значи за телото на жената, на идната мајка, а сега ќе им дадеме простор на гледачите. Добар ден за првиот од нив. Ало.
Повелете, во програма сте. Ало? Добар ден. Ало? Мислам дека ви е вклучен тонот на телевизорот. Видите, се регистрирано ми е тип 2 диабет, па скоро едно 7-8 години. Ме слушате? Да, одлично ве слушаме, само намалите го тонот на телевизорот. Диабет од тип 2. Сега, прашувам почитуваната докторка, дали се јавува како боцкање во ткивото, кој ќе е покачен кој ќе е покачен шеќерот во крвта, и дали наглото паѓање на шеќерот до потење околу вратот и обколување на жестина. И примам терапија глукофаж 850, дали глукофажот ќе ми ја нормализира состојбата со диабетот. Каква е вашата телесна тежина? Еве да ве прашам тоа. Каква телесна тежина имате? Нормална, зголемена? Мислам дека се исклучи гледачот. Не ни даде баш доволно податоци од аспект на неговата гликорегулација, вредноста на хемоглобин А1С, дали е обезен или не. Спомена дека чувствува некое пецкање, трнење на телото. Пациентите со диабетес, може би треба да ги кажеме и симптомите, бидејќи нели сепак има и поучен аспект, нели секоја телевизиска емисија. Имаат симптоми на жед, обилно мокрење, печење при мокрење, ноќно станување, она што споменавме, нарушен сон, малаксаност, нарушена концентрација, проблеми со видот, може да чувствуваат печење, трнење, пецкање на стапалата, на дланките, ладни стапала, студени стапала, трнење, жежење. Тоа се веќе симптоми кои што ги развиваат како резултат на невропатија. Така што да, возможно е да ги чувствува сите овие симптоми, потребно е да се јави на ендокринолог, да се направи ЕМГ, да се направи Доплер, да се направи проверка со монофиламент за да се диагностицира дали пациентот има невропатија диабетична или некаква друга компликација од диабетесот. Исто така спомена за потењето. Да, симптоми на хипогликемија може да биде интензивно потење, тресење, срцебиење, чувство на глад, но ќе напоменам дека метформинот како лек е лек кој што не доведува и не предизвикува низок шеќер, односно хипогликемија. Така што тие симптоми кои што ги чувствува пациентот на потење не се поврзани со употребата на метформинот. Можеби подолго гладување, кој што сепак на некој начин води до хипогликемија, може да го намали нивото на шеќерот во крвта. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме одлично, само ќе ве замолам и вас да го намалите тонот на телевизорот. Просек на шеќер последен 7,1. Добро. 7,1 имам последен пат. Добро. Просек, гликолизиран хемоглобин, а шеќерот на гладно ми е 8,9 и ме интересира, пијам глика 120 милиграми, и ме интересира што значи за мастениот црн дроб, размената на мастите, претварање на мастите во шеќери и обратно шеќерите во масти. И како да го регулирам шеќерот, бидејќи со гликата на гладно ми е 8,9. Така. Да не ви се потребни уште некои информации или тоа е? Колку што разбрав, добро, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Да, пациентот има хемоглобин А1С 7,1%, има замастен црн дроб, нели, кој што е нели доста сериозна, да речам, метаболна компликација во склоп на диабетесот. Би кажала дека пациентот прима глика, но гликата не е добар третман за диабетес и замастен црн дроб. Така што пациентот треба да се јави секако на ендокринолог, да се упати на гастроентерохепатолог, каде што се прави фиброскен, еластографија и да се види дали постојат промени на хепарот. Доколку постои замастување на хепарот, треба да се даде друга терапија практично, за да се подобрат промените на ниво на хепар и токму она што го зборувавме претходно, да се стопираат сите оние промени на активација на тие слободни масни киселини, трансфер во глукоза,
така што има соодветни лекови, но гликата не е добра за третманот на замастен хепар. Така што пациентот би требало да се јави на ендокринолог и да се направи целокупна проценка на сите ризици и компликации од диабетесот. Уште еден гледач во продолжение на емисијата ке вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сте сам на линија. Да, вие сте. Јавувам се од Инјово, Радовиќ. Така. Јас сам 66 години, диабетес немам, а многу благо конзумирам. Значи, благо, се што најдам пред мене, бришка правам. Шикер немам, а сопругата е 60 години, она има шикер веќе може 20 години. Сега, прашањето ми е, она не јаде благо, има. Јас јадам благо, немам. Дали благото е фактор да се добие диабетес? Одлично ви е прашањето. Ви благодарам што го поставивте во емисија. Нели, ние ендокринолозите велиме дека секогаш нема соодветни баш строги правила. Кажуваме, нели, да не се конзумира премногу благо, премногу рафиниран шекер, ултрапроцесирана храна, бело тесто, бели пецива, газирани пијалоци, алкохолни пијалоци, бидејќи сите тие навистина го зголемуваат ризикот за добивање на диабетесот. Меѓутоа, пациентот не напомена дали е како е со телесната тежина, дали е обезен, дали е физички активен, дали на некој начин во наводници го троши тој шекер кој што го внесува, нели? Затоа што е многу важно, нели, доколку се конзумира повеќе благо, барем да постои поинтензивна физичка активност, за да на некој начин се троши тој шекер. Нели, барем едниот од тие ризик фактори да биде како да кажам, минимизиран на некој начин. Така да јас би кажала дека има исклучоци, да, меѓутоа генерално јадењето на блага, нездрава, ултрапроцесирана храна го зголемува ризикот, пак ќе кажам, кај пациенти кои што имаат фамилиарна предиспозиција, пациенти кои што живеат стресно, кои што не се физички активни, кај кои што постојат повеќе поколенија даваат податок дека боледуваат од тип 2 диабетес, може би конзумацијата на благо како брзо нутритивно гориво, како енергетски материјал кој што брзо влегува во крвта, доведува до брзо лачење и трошење на инсулинот од панкреасот, може би дека представува сериозен ризик фактор за настанување на диабетесот. Јас би споменала и користењето на оние, како да кажам, засладувачи, ултрапроцесирани храни, користењето на фруктозен сируп, на фруктоза, на гликозен сируп, на оној, како да кажам, декстрози, сахарози, како засладувачи во додатоци во исхраната. Значи, навистина треба да ги читаме и етикетите на производи кои што ги купуваме по супермаркетите и да одбегнуваме производи кои што користат вакви сирупи. Се што на крајот содржи сирупи, фруктозни, глукозни сирупи, не треба да се конзумира или барем многу ретко повремено да се конзумира, но не да биде запазено секојдневно во нашата исхрана. Исто и она што завршува со ози, декстрози, малтози, сахарози, и тоа треба да се избегнува во секојдневната исхрана, бидејќи тоа се ултрапроцесирани, како да кажам, многу е тешко. Да, многу е тешко. Ево овој корн сирупот кој што во Америка беше додаток на Кока-колата, како еден од најчесто користените пијалоци, се исфрли конечно од употреба во Соединетите Американски држави, токму тој корн сируп е обвинет за тој брз пораст на обезност кај американското население. Така што тие даваат вкус, даваат боја, даваат обоеност на производот, меѓутоа не се здрави, прават многу брзи скокови на шекерот во крвта, даваат убава енергија во моментот, но навистина го исцрпуваат панкреасот, доведуваат до брзо трошење на инсулинот од панкреасот и се навистина идентификувани како сериозни ризик фактори за добивање на тип 2 диабетесот. Имаме уште еден гледач. По продолжение на емисијата, уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја имам околу 15 години тоа шеќер
и пиех метформин и не ми се намалуваше. Мисля, имах, ми беше до 13. 13 највеќе сум имал. И сега, пред 3 години, почнах да употребувам инзулин и ми се намали, секој ден го мера, секоја сабајле го мера, некад е 9, некогаш е 10, некогаш е 7, понекогаш и 4 доаѓа, знаеш, оти секој ден го мера. Ама тука просек 9-10 ми доаѓа. А кој инсулин го користите, извината? Тромесечни ми е 7. Така, кој прашање има докторката, уште едно прашање до вас? Сакам, кажи. Кој инсулин го користите? Името на инсулинот? Не знам како се вика инсулино, јас толку не разбирам од тие работи. Добро. Со жолто згоре, жолто капачето, не знам, сив жолто, не знам како се вика. Добро. И сакам да кажа, еве ида на такова, да ти испитам тоа крвна слика, до сега не ми е најдено ништо, све, и бубрези, све и крвн дроп, и матнотија, све. Тоа е се во ред, но шеќерот едноставно не можете да го ставите под контрола. Шеќерот ми дојде, сега ти викам тромесечни, ми вика убав е, седм ми е, доктор вика, супер ти е вика, имам симптоми, имах пред тоа, ми се кочеше прсти, ми пукаше вака, знаеш, ки вежбам, и сега вежбам, и секој сабајле правя вежби, со склекови, со тие работи. Значи, физички сте активен. Така. Физички сте активен, што е добро? Физички само тоа вежби прави, иначе физичка работа немам, таква ми работа, не. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што можете да советувате? Значи, пациентот спомена дека има хемоглобин А1С 7,1%. Тоа е тој тромесечен. Тромесечен просек. Е многу важен тој процент. Тој ни е параметар за да видиме како е практично глукозно регулиран последните 3 месеци. Ќе објасниме нели како, зошто. Пациентот спомена, значи 7,1, што е во рамките на оптимална добра гликорегулација. Но, многу е важно да има едно стабилно ниво на шеќерот во текот на денот, да не се случува она ние што велиме глукозна вариабилност. Да падне шеќерот, па како резултат на тоа ќе се појават во акција контраинсуларните хормони, адреналин, норадреналин, кортизолот, глукагонот, тоа се оние стрес хормони кои што ги лачи надбубрежната жлезда, за да го покачат нивото на шеќерот во крвта. И тука се случуваат низок шеќер, висок шеќер, низок шеќер, висок шеќер. И тоа, кога ќе се направи таа естимација тромесечна, може да резултира со добра хемоглобина А1С, но пациентот вели, јас не се чувствувам добро, затоа што ми паѓа шеќерот во крвта во текот на денот, има осцилации. Ние велиме дека е полошо да има осцилации во текот на денот, а да има добар хемоглобин А1С, отколку да е константно висок шеќерот, па да има и нешто повисок хемоглобин А1С. Мислам дека пациентот спомена дека ги има тие делимично осцилации во текот на денот. Не знаеше да спомене кој инсулин го прима, меѓутоа, ако има такви осцилации, треба да се види да се иститрираат дозите, исхраната, земањето на ужинките, физичката активност, или пак на крај да се направи некаква промена на инсулинската терапија. Значи е многу важно да има стабилни нивоа на глукозата во крвта во текот на денот, да не се случуваат тие осцилации, хипогликемии, активација на стрес хормони, па реактивни хипергликемии. Да се вратиме на ризик факторите кои што може да доведат до диабетес. Што е полошо, да се јаде храна со многу шеќери или пак нередовно да се земаат оброци? Дали прескокнувањето на оброци навистина доведува до осцилации на шеќерот во крвта? Не е добро и двете работи, генерално. За првото мислам дека зборувавме, појаснивме, меѓутоа чисто една паралела, како две зла. Да, чисто една паралела, затоа што мислам дека и второво веќе го натакнавме и го појаснивме, затоа што таквото изгладнување и кај лице кое што нема диабетес може да води до таа физиолошка хипогликемија, нели се случуваат повторно овие компензаторни механизми, па тоа регулира со покачување на шеќерот во крвта, недобро чувство на текот на денот. Затоа јас би кажала дека треба навистина во животот некоја умереност. Умереност во исхраната, во земањето на оброците, во количината на оброците, по можност
ужинки да се земат измеѓу оброците, за да немаме, како да кажам, осцилации во функцијата и активноста на панкреасот. Да не се внесат ваква ултрапроцесирана храна, каде што веднаш ќе направи скок на шекерот во крвта, ќе се излачи многу инсулин, но и брзо ќе го спушти шекерот во крвта. Па затоа после земање на таква храна се чувствуваме многу брзо гладни. Значи не ги задоволува нутритивните и метаболните потреби таквото земање на брза ултрапроцесирана храна. Затоа ќе кажам дека можеби ни едното, ни другото не е добро. Би советувала умереност во земање на оброците, јадење на здрава храна, значи јадење на овошје, јадење на зеленчук, јадење на месо, на риба, значи избегнување на ултрапроцесирана брза храна, прости шекери, кои што даваат брзо чувство на ситост, брза енергија, но и брзо чувство на глад. Ова прашање меѓу другото ви го постави бидејќи има многу популарни режими на исхрана, како што е најизменичниот пост. Значи се конзумира храна 8 часа, 16 часа ништо не се јаде. Тоа би го советувала можеби кај лица кои што немаат диабетес, меѓутоа кај лица кои што имаат диабетес, кои што примаат медикаменти, особено инсулинска терапија, треба многу соодветни совети и контроли и да знаат и да умеат како да прават и како да постапат во одредена ситуација, бидејќи замислете да боцне инсулин и 16 часа да гладува. Значи несомнено дека ќе се случи хипогликемија во тој временски период. Така да, таа е погодна, добра е, се рестартира телото и така натака, се чистат сите оние слободни радикали, масни киселини, но кај лица кои што се метаболно здрави, кај лица кои што имаат диабетес и кои што користат инсулин, навистина не би советувала вакви нешта. Колку минути движење во текот на денот се потребни за да не дојде до инсулинска резистенција и потоа до диабетес? Движењето е многу важно. Мислам дека во секоја дискусија велиме здрава исхрана и физичка активност. Последните препораки советуваат 150 минути неделно, доколку имаме умерена физичка активност со аеробно движење. Тука подразбира пешачење, релаксирано движење, трчање, можеби она джогирање, пливање, нели, движење на отворена, или тоа ако можеме да го поделиме би било околу 30 минути во текот на 5 дена, што мислам дека е навистина нешто што може секој човек да си го дозволи. Само треба да најде мотив да во се себе. најде мотив. Или 75 минути доколку има, како да кажам, зголемена активност при правење на истото, значи тешки вежби, трчање, каде што повеќе енергија се троши, препораките се 75 минути неделно. Јас би кажала дека особено пациентите кои што боледуваат од диабетес, кои што имаат диабетес, да практикуваат барем 15 до 20 минути дневно после секој оброк да испешачат. Бидејќи навистина, значи тоа е навистина многу мало време, многу малку одзем од секојдневието, барем 15 до 20 минути после секој оброк, бидејќи тоа сериозно го регулира шекерот во крвта. Има студии кои што велат дека лица кои што физички се активни, кои што ги следат овие препораки, генерално кои што ги споменав, се намалува ризикот за 60%, што навистина не е малку од добивање на тип 2 диабетес. Нормално дека се чувствуваат порелаксирани, поздрави, повитални, бидејќи физичката активност не е само трошење на енергијата, туку и психичко релаксирање, па индиректно ќе го намалат и стресот. И стресните хормони ќе ги намалат, а и навистина во сериозен процент се намалува ризикот од добивање на диабетесот. Докторке, точно е дека ако се качуваат по скали секојдневно, тоа е подобро отколку да земаат лекови за превенција од диабетес? Да, има и за тоа студии. Одлично е прашањето, бидејќи при движење, при физичка активност се активираат мускулите на нозете, глутеусот, а тоа е голем дел од скелетната мускулатура, и практично 2 до 3 минути качување по скали
исто така резултира со одлични резултати од аспект на намалување на шекерот во крвта. Има студии кои што го компарираат со земање на таблета метформин, дека тие качувања по скали како физичка активност, активација на скелетните мускулатура на глутеусот, практично може да даде резултати како пациентите да земаат и орална медикаментозна терапија со метформин. Секако дека се овие препораки што ги говориме, што ги зборуваме, се индивидуални. Зависи од возраста. Не, зависи од возраста, зависи од физичката кондиција, зависи од здравјето на коските на зглобовите, зависи од телесната тежина. Не можеме ние да кажеме на пациент од 130-150 килограми да прави ултра брзи, тешки физички вежби, да спортува 75 минути дневно. Не, тука ќе кажеме, нели, полека, постепено, значи има дури експерти од спортска медицина кај кои што вакви комплексни случаи може да се испраќаат за подготвување на специјален ритам и режим на физичката активност, дали да почнат со пливање, дали да намала телесната тежина, па потоа да ги воведеме аеробните вежби, пешачење, џогирање и така натака. Значи, навистина, кога зборуваме за физичка активност, и тоа треба да се свати многу сериозно. Или сега на некоја трудница со гестацијски диабетес, не можеме да ја кажеме да пешачи секојдневно, можеби самата бременост не го дозволува сето тоа. Затоа велам дека секој пациент, нели, е приказна за себе, треба да се разгледа во целост, да се земе во предвид се претходно споменато, значи шток терапија користи, можеби терапијата што ја користи ќе предизвика хипогликемија во текот на таа активност која што ќе ја изведува. Па треба да го советуваме што да прави во случај на хипогликемија, дали лековите да ги зима подоцна, дали да го титрира инсулинот во зависност од физичката активност. Значи тоа е еден комплексен механизам, значи комплексни работи се случуваат кога даваме совети на пациентите со диабетес и исхраната, и третман на физичката активност и оптимизирање на фармаколошката терапија која што ја користи. Кај лицата со инсулинска резистенција, која што е вовед кон диабетес тип 2, со промена на животните навики, дали може состојбата да се нормализира? Да. Без терапија, и колкав дел од пациентите се заинтересирани реално тоа да го направат? Ги применуваат сите овие совети што еве ги дадовте пред малку? Да. Или може би е полесно да се земе апче и да се реши проблемот? Инсулинската резистенција како состојба, бидејќи тоа не е болест или диагноза, не дава некоја конкретна симптоматологија, бидејќи споменавме многу пати, па мислам дека би било добро и да подобјасниме што тоа подразбира. Тогаш има една зголемена отпорност на инсулинот да ја навлезе глукозата во клетките, значи да ја внесе во клетките, да. Така што имаме една панкреасот нормално функционира, нормално излачува инсулин, но тој инсулин практично не може шекерот да го внесе во клетките. Тие се гладни, затоа луѓето се изнемоштени, малаксани, а шекерот во крвта расте, нивото на инсулинот расте, даваат податок дека добиваат во тежина, малаксани, позаморени од претходно, како знак кој што може да го забележат и матични лекари, интернисти, ендокринолози, онаја акантозис нигриканс, или тоа е појава на потемнување на кожата, особено во пределот на вратот, над лактиците, препоните. Кај обезен пациент, кај лице кое што не се храни здраво, може да ни биде, нели, да не наведе дека станува збор за инсулинска резистенција, и би апелирала да сите оние суптилни промени на нивото на глукозата во крвта не бидат занемарени ниту од матичен лекар, ниту од интернисти. Значи, сите оние состојби практично на предиабетес, кога имаме покачување на глукозата во крвта од 5,6 до 6,9 милимоли на литар, или тоа е покачување на глукозата на крвта на гладно, кога имаме на орален глукоза толеранс тест вредности во 120 минута од 7,8 до 11, и кога ќе добијат анализа на хемоглобин А1 целитромесечен просек од 5,7 до 6,4. Да не се даваат совети, добро е, во ред е, уредно е. Не, тоа не е уредно, туку тоа се состојби на предиабетес, кој што... Тоа се состојби кога организмот всушност се бори. Всушност се бори, не дава некоја симптоматологија, генерално може добро да се чувствуваат пациентите, но ние тука треба да делуваме. Тоа е клучниот момент. Клучниот момент треба да превенираме настанување на диабетес, бидејќи тука промените се реверзибилни. Значи може да настане реверзија на сите овие промени.
Тука треба да апелираме на здрава исхрана, физичка активност, на сето она да ги минимизираме сите оние ризик фактори кои што пред малку ги зборувавме. Бидејќи доколку се фати едно лице во оваа состојба на предиабетес, на вистина, гледаме и клинички, го гледаат тоиматичните лекари, може да настане реверзија на целокупната состојба, да добиеме лице со намалена телесна тежина, лице со уредни метаболни параметри, затоа што кога се случуваат сите овие промени, тоа лице има и покачен крвен притисок, има дислипидемија, особено покачени триглицериди, намалено ниво на ХДЛ, така што сите тие, како да кажам, компоненти, алки, се испреплетени и треба тука да делуваме на превенција. Колку килограми треба да се изгубат за да се забележи подобрување на состојбата? Знаете како, нема правило да кажеме колку килограми. Ние кога третираме пациенти со обезност, велиме дека има успех во третманот фармаколошки, кога за 3 месеци ќе намалат 5% од нивната телесна тежина. Велиме дека се респондери на таа терапија и дека ја намалуваат телесната тежина. Но треба многу работа, многу посветеност, во некој случај можеби и вклучување на психолог, нели, затоа што нездравото јадење, прекомерното јадење, емотивно јадење. Емотивни прејадувачи има. Токму така, луѓе кои што тотално не водат сметка за нивниот начин на исхрана, за да имаме резултат. И секако идентификување на ваквите лица во овие суптилни фази на промена на нивното метаболно здравје. Во кој дел од денот треба да се измери шеќерот во крвта? И што ако сме имале доцна вечера? Дали резултатот ќе биде точен? За лица кои што немаат диабетес, кои што имаат уреден метаболизам на јаглени хидрати, велиме дека без разлика кога и да јаделе, доколку 8 часа се гладни, утрото треба да имаат уредни вредности на гликемија. Така што вредноста на шеќерот во крвта на гладно треба да биде до 5,6 милимоли на литар. Секој милимол повисок од 5,6, особено до 6,9 милимоли на литар, треба да да знаеме дека е покачена гликемија на гладно и кај овие лица да направиме хемоглобин А1C, а по потреба и орален глукоза толеранс тест. За соптоварување. Апсолутно. А дали преку урината можете да забележите постојат ли некакви промени на шеќерот во крвта кај пациентот? Апсолутно. И во урината. Преку обична урина. Преку обична урина седимент ние велиме, може да се добијат многу податоци за метаболизмот, да кажам, бидејќи преку урината се екскретира и глукозата. Доколку забележиме дека имаме присуство на глукоза во урина, односно гликозурија, тој пациент треба да направи проверка на гликемијата, на хемоглобин А1C. Доколку забележиме протеини во урината, може да станува збор за бубрежни заболувања, може да станува збор за уринарна инфекција. Доколку забележиме леукоцити во урина, може да станува збор за присуство на бактерии во урината, односно уринарна инфекција. Така што да, апсолутно, ние во нашите прегледи на пациентите со диабетес, покрај оние стандардни анализи кои што ги правиме, нели, липиден статус, проверка на уреа креатинин, на гликемија во крвта, тромесечен просек, тоа не е задолжителна проверка, хемоглобин А1C, неретко проверуваме и микроалбуминурија, која што ни е индикатор за бубрежно оштетување и правиме секако проверка на урина седимент. Што е со некои што имаат генетска предиспозиција за диабетес? Дали промената на животните навики може да го победи наследниот фактор? Постојат ли такви можности, такви шанси? Да напоменам дека тип 1 диабетес во принцип нема генетика во наследувањето или ако има, таа е навистина многу мала, некаде 2 до 3%. Пример, доколку мајка, татко се боледуваат од тип 1 диабетес, ризикот е многу мал. Но кај тип 2 диабетес се провлекува таа фамилиарна, да кажам, склоност или предиспозиција за добивање на тип 2 диабетес. Но да, доколку тоа лице е сериозно, знае дека го носи тој генетски товар, да речам, за добивање на тип 2 диабетес, доколку од мали нозе спортува, физички активен, здраво се храни, ризиците, како и за секоја друга болест, може да бидат променети.
иако секако метаболно наследно е оптоварен за добивање на тип 2 диабетес. Затоа и препораките е да, бидејќи диабетесот е навистина често заболување, мислам дека веќе нема фамилија поблиска или да речам во некое малку подалечно обкружување каде што некој не боледува од диабетес. Дали тоа баба, тетка, нели сите познаваме лица кои што имаат диабетес. Доколку постои една таква генерацијски повеќе да боледуваат од тип 2 диабетес, повеќе генерации, навистина треба да се реагира проактивно и да живеат, како да кажам, поздрав начин на живот. Тоа значи дека и родителите треба да размислат каков живот живеат нивните деца, бидејќи тие се постојано со телефон во рака, седечки начин на живот водат. Може се сметаат за ризична генерација? Може да се смета, да, бидејќи педиатрите постојано апелираат дека бројката на дебели или обезни деца рапидно расте. Значи, порано навистина било исклучок да се види обезно дете, да речеме. Сега бројката на обезни деца е навистина во еден нагорен пораст, за жал. Апелот би бил тука, нели, до педиатрите, до сите оние систематски прегледи кои што се прават задолжително во училиштата, да се идентификуваат овие деца со дебелина, дека тоа ниту е убаво, ниту е здраво, и овие деца треба сериозно да бидат испратени на детски ендокринолози, нели, во рамките на клиниката за педиатрија, каде што од најмали нозе ќе треба да се започне третман на дебелината. Бидејќи овие деца кои што нездраво живеат ќе пораснат нормално во возрастни адулти, кои што ќе го продолжат истиот начин на живот. Потоа ќе биде се потешко и губењето на тежината и добивањето на здрави навики за физичка активност и така натака. Така што апелот е да превенираме уште од најмали нозе, да се воведат некои здрави оброци во градинките, во училиштата, што мислам дека кај нас не би кажала дека, како да кажам, постои расположение баш во тој правец. Да, понекогаш дури има и отпор од страна на родителите. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ни ги посочивте најчестите ризик фактори кои што се поврзани со оваа болест. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тука завршува денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.